Вице-премиерот Владимир Пешевски и министерот за економија Валјон Сарачини учествуваа на конференција за унапредување на извозот на Република Македонија. Министерот Сарачини изјави дека во 2009 година од 24 препораки од приватниот сектор, кои што се однесувале на извозот, биле прифатени 20, а во 2010 владата ги прифатила сите препораки. Тој додаде дека и во иднина ќе продолжи поддршката за извозот, нагласувајќи дека преку Агенцијата за странски инвестиции е изготвена стратегија за промоција на извозот. Сарачини додаде дека за зголемување на извозот клучно е создавањето на иновации. Апелирам до сите компании, до мали и средни предпријатија да работат повеќе на иновативни проекти, на поконкурентни производи, за да може да бидат конкурентни не само на домашниот пазар, него да ги заптират и странските пазари. Вице-премиерот изјави дека Агенцијата за привлекување на странски инвестиции ќе се трансформира и ќе работи на промоција на извозот, се со цел истиот да се зголеми. Агенцијата за привлекување на странски инвестиции се трансформира во агенција која ќе работи на промоција на извозот. Сите наши промотори веќе се обучени за таа работа, ќе испратиме промотори во дополнителни држави од оние што ги имаме сега, со цел да се подпомогне настапот на македонските компании на странските пазари. Очекуваме и понатамошно зголемување на извозот, именно оној тренд кој што постои во последните 3 години, кој што е зголемување на извозот до 80% во однос на претходните 3 години, да продолжи и понатаму и со тоа и трговскиот дефицит на Македонија да се намали. Пешевски нагласи дека се менува структурата на извозот, доколку во минатото се извезувале производи со многу мала додадена вредност, во моментов таа е во насока на зголемување, пред се поради извозот на автомобилските делови. Извршниот директор на Сојузот на стопански комори Митко Алексов исто така апелираше компаниите да произведуваат извозно ориентирани производи. Тој посочи дека потребно е малите и средните предпријатија да се здружат и заеднички да настапат на странските пазари, со што би имале помали загуби од рецесијата која се најавува во Европската Унија. Околу 40.000 се микро и мали предпријатија кои немаат доволен капацитет за сами да освојуваат странски пазари. Мора меѓусебно да се здружат и со заеднички напор да создадат како квантитативна, така квалитативна и конкурентна понуда која ќе може да се пласира, односно да го најде своето место на западните пазари. Према сите индикации, во следната година се очекува да во Европската Унија имаме одреден рецесија со одреден интензитет, што неминовно ќе се рефлектира и на македонското стопанство, од причина што ние сме поврзани со Европската Унија. Во конкретниот момент немаме откажувања на нарачки, барем што се однесува до членките на Сојузот на стопански комори, меѓутоа тоа се очекува. Затоа потенцирам дека треба да се работи на зголемување на конкурентноста и во услови на таква намалена побарувачка и потрошувачка на европскиот пазар, да може нашите производи и услуги да го најдат своето место на тој пазар. Председателот на Стопанската комора на Македонија Бранко Азески вели дека преку подобрување на инфраструктурата можно е привлекување на поголем број на странски инвестиции, кои ќе изградат извозно ориентирани индустријски капацитети. Тој нагласи дека како резултат на должничката криза во Европската Унија има намалување на побарувачката во одредени сектори, но целокупната состојба е далеку подобра од ноември 2008 година, кога започна кризата.